Dobro večer, počituvani gledači. Ovo je del od otvorenog programa, ali pod zatkrilom na aktuelnosti. Ako ga se reče aktuelnosti v prašanje, sigurno je дека очекувате да се вклопиме во денешниот обштествен живот. Добро знаете дека најголемата болка е името на нашата земја, односно совршено јасна слика и јасен предвид уште од времето на Христа и порано, ali ете, денес најде некој да оспорува. Значи и покрај тоа што на некој начин чувствуваме дека газиме по вакавска земја, каде ќе чепнете, ќе најдете откритие под заштита на поимот Македонија и еве сега најнаш членот 8 по предлогот од Миниц воведено е ембарго за користење на поимот Македонија. Значи, предлогот на Миниц предвидува забрана за користење на поимот Македонија, било за политички, било за економски цели. Намерата не ни беше директно да зборуваме дали тоа сепак ќе биде одлука на нашите избраници, односно политичари, ali колку да допреме, колку вреди името Македонија, мислам дека вечерва ќе успееме. Јас би сакал пред се најавата за вечерниот гостин да ја проследам со видеозапис. Режија, молам. Охрид. Институција, државна институција, завод и музеј. Институција која што се грижи за македонскиот идентитет. Во оваа институција луѓе од занаетот го посматраме господинот Гоце Ангеличин Жура како работи на своите списи. Човек кој што, талкајќи по новитети, ќе дозволи своевремено дури и ревизија на средновековната култура во градот. Поинаку кажано, неговите наоди, односно истражувањата, дозволија до таа мерка да придонесе за зачувување на македонскиот идентитет. Што сигурен сум, еден ден не ќе може и најголемата сила да го отне поимот Македонија, кога е во прашање Охрид и нашата земја. Гоце Ангеличин Жура, како вработен во завод и музеј Охрид, исклучиво се бави со историја на уметноста. Тој талкајќи и по македонските храмови, добро ги разпознава мајсторите кои што од секогаш воделе сметка токму за она што сакаме вечера да окажеме македонската традиција. Особено духовната која што не носела од векови во векови и го селела поимот Македонија. Гоце Ангеличин Жура со својот научен труд, покрај уште 60 научни трудови, успеа своето знаење да го вклопи во 5-6 научни книги кои и се на располагање на пошироката јавност. Во секоја од нив, македонскиот начин на живење и македонската традиција е крајно забележителен. Ако е тоа неизмерен труд и обработува период од средновековието па се до денес, значи од кога се трага по поимот Македонија повеќе од 1000 години, сега најнаш јужниот сосед и некои емисари тоа го негираат. Колку се во право? Дали тоа ќе го допушти македонскиот народ? Македонскиот Ерусалим, барем искажан со зборови токму онака како што мисли целиот свет, нека биде основна подкрепа и убеден сум ќе се посрамоти секој каде и да се наоѓа во светот, ако македонскиот Ерусалим не го нарече поинаку. Тајните се во Охрид, викаат, откаде што започнало православието. Друга е веќе размисла дека токму од тие причини некој посегнува по името. Може би е таа причината што некои сакаат да ја пренасочат својата историја, своето историско наследство према другите краеви, било да се на југ, запад или север. Меѓутоа, ова е Охрид. Каменот тешко се померува. Темелот не може да се измени, а во темелот лежи се, па дури и името Македонија.
Goce Angeličin Žura, pobornik, naučnik, čovek koji što predstavува generacija koja što saka da работи. Неуморен листач напишаниот збор, а токму неговиот пишан збор исклучиво се посочува на истражувачка работа и истражувачки труд. Елементите кои што го обкружуваат се со духовен смисол и карактер. Од тука и неговата определба, да ја почитува духовноста, да ја прави поблиска до обичниот народ и на таков начин да ја направи достапна за секој. Веќе чувствувате, почитувани гледачи, дека сум на прагот да го представам нашиот вечерашен гостин, односно ваш и мој гостин. Господинот Гоце Ангеличин Жура. Добро вечер. Добро вечер. Добро ми дојдовте во студиото на телевизија Борис. Благодарам и мислам дека ќе поминеме века не само со вас и со вашите ценети гледачи пријатни моменти за нашето културно собитие. Јас во неколку збора настојував да ве представам. Дали доволно кажав? Кој е всушност господинот Гоце Ангеличин Жура? Па јас како ви нагласив како скромен човек мислам отпој ќе кажавте за мене, самите своји дела, мислам моите дела ќе докажат, ќе покажат кој сум јас, мислам во овие наши пријатни моменти. Ете пред нас се 5 книги кои што со посебно залагање јас тоа го пренечев како истражувачка работа, меѓутоа истражувачката работа се побарува талкање и трчање по храбовите вдолж поднебјето, па и пошироко. Оформивте 5 научни дела, кои ете светот денес не само што ве цитира, туку и се гордее со истите. Откривте елементи кои што навистина ќе одат во прилог на зачувување на македонскиот идентитет. Дали би сте сакали да ни позборувате малку за научната заложба што Гоце Ангеличин Жура без малку својот работен век го вложил во творење? Благодарам за уведното излагање. Само сакав да кажам, да не кажам едни воведни зборови. Јас сум дона генерација која беше прва генерација историја на уметност во Македонија. До тогаш немаше отворена таква институција, мислам таков факултет и ние беме првата за третја генерација во 73-74 година кога се отвори историја на уметност со археологија во Скопје. Навистина врни професор ни предаваа тогаш од целокупниот балкански простор. Иначе јас бев како меѓу првите охриđани, ако не скромно ако кажам меѓу прв охриđенец кој студирав на тој факултет и навистина од моите професори научив многу и како резултат на тие мои заложби ете се пред нас моите така скромни 5-6 книги. Кога почна творештвото научно пред се на господинот Ангеличин Жура? Па јас одма по дипломирањето се запослив во Завод за заштита на споменици на културата и народен музеј во Охрид 1979-80 година. Па да ви кажам искрено за брзо време започна моите научни истражувања. Веќе во 1983 година почна да излегуваат првите мои научни трудови. Тоа беа за пештерните цркви под Кане од црквата, потоа за неколку икони, така мислам се створи еден континуитет на работа за веќе во, ние така кажуваме, првата книга треба да излезе која ќе се собере големо знаење, значи на оние најубави, најзрели да кажам од 40 и нешто години. И за првата книга, мислам насловена како Страници од историјата на уметноста на Охрид и Охридско од 15 до 19 век, излезе во 1997 година. Народот вика не треба ништо денес да се откриена и топлата вода, меѓутоа Гоце Ангеличин Жура од секогаш наишол на новитети, каде што збирните ето да ги наречам овие книги или албуми од македонската уметност го нудеа она што дотогаш било откриено. Гоце Ангеличин Жура откри нови ликови по храмовите македонски,
каде што на некој начин дури и успеваат или успевате да го промените историскиот тек на македонската култура и уметност. Кој е ваше најголемо откритие научно во овој случај како подкрепа на македонскиот елемент? Па сега, да не бидам скромен, не сум до личности што се глорифицира, но сакав да кажам, наистина немам повеќе научни откритија, не можам да се определам за кое научно откритие. Малце постапно, може би дел по дел ќе кажуваме за секоја книга поделно по неколку реченици, тогаш ќе се задржиме за најголемите научни откритија. Сакав да ја кажам убаво што напоменавте, на крајот мислам при нашиот разговор, тогаш ќе биде како шлак, како крем, мислам на сетиот наш разговор, на сиот наш разговор. Тогаш ќе ви покажам моите најголеми откритија што се случија минатата година и со кои настапив на една научна средба во Скопје на денот на Свети Климент 7 декември. Затоа сакав да постепено да почнеме со моите откритија и моите книги. Како сте ги изложувале дали во вашите изданија? Вие го поставите на прашање, значи првата книга излезе 1997 година, тоа ми беше поттик, веќе во 2000 година излезе нова книга под наслов на пештените цркви на брегот од Охридското езеро на македонски и на англиски јазик. Веќе во 2005 година излегоа две книги, пештените цркви на Охридско-Преспанскиот регион, Република Македонија, Албанија, Грција, исто така во коавтор со почитуваниот и уважениот доктор Стојан Ристевски. Ја напишаме книгата, тоест ја приредиме книгата Охридски митрополиски кодекс, исто 2005 година, а последната моја книга беше минатата година и вие бевте таму почестен гостин во собрание, се одржа промоцијата христијански храмови свети места во Охридско, каде што навистина е опфатен целиот Охридски регион, кој што за жал до сега не имаше толку обрнато внимание на тоа. Ги бележивме промоциите на вашите книги и ние, ама ги бележевте и вие. Формиравте еден прекрасен албум кој што подоцна ќе го разгледаме. Меѓутоа, не би се оддалечувал од првото прашање, јас предлагам книга по книга, па во истите да ги фиксираме најважните ваши откритија. Благодарам. Првата книга, значи како што реков, страници од историјата на уметноста на Охрид и Охридско, навистина беше велепна книга во смисол што тука собрав јас материјал од 15-тиот до 19-тиот век. Книгата содржи повеќе, би рекол, статии и научни трудови, започнувајќи од тука се обработени 2-3 пештерни цркви, потоа 3 селски цркви, но зашто се карактеристики ќе кажам по неколку реченици, потоа имаме иконописи обработен, неколку икони од 15-тиот до 19-тиот век, имаме една интересна, ќе позборуваме икона на стакло за прв пат во Македонија и откритија по тие селски цркви на ликови на Свети Наум и архиепископ Прохор. Па затоа само би свртил неколку страници да ги кажеме најелементарните, најважните делови од оваа моја прва книга, а потоа ако сакате ќе го листам и албумот, мислам од мојата прва промоција што вистина беше импресивно, мислам тоа прво моје искажување во јавноста со моите книги. Интересно е за оваа моја книга, рецензијат ми беше академикот Цветан Грозданов, но јас само би се задржал на неколку работи во оваа книга. Именно, ние за прв пат делови од Охридскиот митрополиски кодекс објавиме во оваа книга, тоа е од 1694 година, кога Козма Китиски доаѓа во Охрид, станува настојник на Охридската архиепископија и тој има задача од турските власти да направи попис на сите црковни мала, тоа е сенории, и поименично на сите домаќинства. Тој бележи, овој кодекс е украден, мислам однесен во Бугарија, но за среќа еден од фамилијата на непознатото семејство Робеви во 1906 година врши препис на овој кодекс и тој е сочуван во оригинална форма во музеј. Мене ми припадна прилика и дел од тој кодекс го обработиме, тоа ќе стане петтата книга, таму е целосно обработен, но овде ќе кажеме навистина интересни работи се случувале, кога доаѓа тој во 1694 година, значи Охрид бил поделен на мала или енории, 7 енории,
и поименично ги набројува сите цркви. Значи тогаш во Охрид во крајот на 17 век имало 36 активни цркви. Значи навистина е лепно. Јас, едно големо мора да се пофалам откритие, направив преку стотици карти за тие мои откритија и стариот дел на градот го поделив по тие енории. Јас се служив со картата, тоа е со катастарскиот план од 1934 најстариот катастарски план. Вие знаете, мислам, бидејќи во тоа време луѓето, би рекол бивша Југославија, не ова другата бивша Југославија, луѓето се плашеле на ваковски места да изградат цркви, овако своји домови, куќи. И одејќи од сокаци по сокаци, улички по улички, еве гледате скоро ги открив сите 36 цркви што ги спомнува Козма Китиски. Интересно е на основото, после ќе стане збор, интересно е што ако овие се вистина големи откритија, што во јавност ете така, маце ние сме скромни, не излегува тако поминале 10 години од тогаш, ако повлечите една линија од Свети Јован Богослов Хане од црквата, ако повлечете линија до Никола Болнички и Богородица Болничка, последната црква во долниот дел на стариот дел на Варош, потоа кај Никола Арбанашки црквата и кај Каменско, видите каков и ту доваѓа ромбоид во кој се сместени сите цркви. Јас праве стотина карти вакви и дојдев до навистина импресивни сознанија, заклучоци, видите какви равнокаки триаголници. Интересно е што ако на овој ромбоид, ако повлечеме една црта вдолж и вака, се прави идеален крст на сите цркви. Тој крст на средина се сечи кај црквата Света Богородица Перилепта или Свети Климент од 1295 година, и тоа е, значи, и самото име на црквата е посветено, значи, Богородица која гледа од висина, од височина, надгледува све. Значи не случајно црквите ги правеле на соодветно место, на соодветните локации, каде што ќе доминират и кај ќе служат за верниците за поголемо почитување. Тоа беше, мислам, навистина, не сакам да се задржувам многу на тие, но навистина ова се големи откритија. Друга интересна работа во оваа книга, само ќе нагласам, ние најдовме кога ги опишував иконите во црквата Свети, ево ќе нагласиме, во црквата Свети не во ова селска црква во Варбени, во Свети Ѓорги од 1605 година, го најдовме ликот на Свети Наум облечен како архиереј. Важноста на оваа фотографија е Свети Наум во целокупната ликовна уметност, дали се однесува за иконопис или фреско живопис, започнувајќи од 11-тиот па се до 20-тиот век, секој па се слика како монах, бидејќи тој бил монах. Во неговите житија пишува дека бил човек со монашки идеали. Тој го формира првото монашко киновиско монаштво во Свети Наум, во својот манастир, и тој е облечен секој во монашка одежда. Јас за прв пат, значи, го открив, гледате, облечен его како архиереј, значи Сополија, Ставдион, Стигар, Орар, Омофор. Значи за прв пат таков лик. Значи навистина е тоа големо откритие. Исто така е интересно што во истата црква единствено го откривме ликот на архиепископот Прохор, кој Свети Наум, еве само момент, еве го Прохор, ликот на архиепископот Прохор. Тој е еден од најголемите, најважните, најучените архиепископи за време на турското владење, на архиепископскиот трон од 1525 до 1555 година, и тој во сите своји синодолни акти, во сите своји писма, кореспонденција, тој изборува со македонски, со словенски јазик. Значи, и негото, ова е единствениот лик, значи, во црквата во Свети Ѓорги во село Врбени од 1605 година, наслика на архиепископот Прохор. Само би се задржал да не видиме, мислиме повеќе, многу откритија, не знам каде да се задржам повеќе,
кога работев на иконописот во Охридските цркви, наидов за среќа во црквата Света Геракомија на икона на стакло. Ова е невообичаено, бидејќи во Македонија не ни се познати вакви примери икона да се слика на стакло. И интересно е што во ова, меѓу другите, освен апостол Павле, Свето Тројство и другите светители што се представени на ова икона, Света Богородица, интересно е еден детал од чудата на Свети Наум, како е Свети Наум со архангелот Михаил, чудото со мечката. Мислам така гледачите сигурно знаат таа легенда, дека ораш орал со своите волови, дошла мечка, го изла едниот вол и Свети Наум се наутил и впрегнал мечката за да помогне во рањето, значи на местото волот. Значи една од ретките овие икони воопшто на Балканот, јас се споредувам вакви икони ги слика само во Трансилванија, во Романија. Такви примери во Охрид нема. Таа икона сега е згрижена, се наоѓа урамена во рамка во црквата Света Геракомија. Значи овда би било накратко, мислам, има да се зборува многу за ова прва моја книга, но јас мислам така ги запознаме накратко нашите центи гледачи. Еве, спомина скоро 10 години, мислам и така се анек. Но добре, спредувам овај албумот да го разместиме или сакате веднаш? Малце ќе од промоцијата како мислам поминале ми се како вчера да беше 10 години. Ова е значи првата моја промоција, навистина беше импресивна, се одржа во Дома на културата Григор Прличев. Промотор ми беше председател на Македонската академија Цветан Грозданов и со доктор Димитар Паннев. Навистина тоа беше промоција. Самите фотографии покажуваат така се малце да видиме скромни или нескромни, беа сите таткото на градот, сите, да не кажам, поголеми функционери и од Републиката, повеќе академици и навистина остана запаметена моето прво дело, тука мој драг пријател Паско Кузман, како 1000 години кои се гледаме, директор на Радио Охрид, и многу гости имаше, не само од да се пофалам на таа промоција, ми пееше кларинет, свиреше Зимбо, охриджаницот, Анастасија Мухич, сопругата на Мухич, оперската певица, таа мислам го надополни така промоцијата да биде еве да кратко се сликаме со почитуваните, го дедото тука, колегата Паско, академик Цветан Грозданов, Владо Маненко, колегата, навистина промоција од импресивни зафати. Имаме покането гости од суседните земји, од Албанија, од Грција, од Бугарија, сите тоа беа мои колеги, колешки од сродните институции. Навистина, кога ќе листаме овие фотографии, навистина како вчера да беше, мислам годините си дајат. Гранчалникот, тогаш Матиевски беше, мислам навистина едно убавото живоње што за нашите генерации што ќе остане. И предпоставуваме дека тоа беше уште еден додатен поттик за да забрзате за втората книга. Таа и се случи. Па да ви кажам искрено, тоа беше навистина голем поттик. Друго е кој ќе гледаме вака фотографии или кој ќе пишуваме, но промоцијата вистина значило многу. Поттик дава ти енергија за други цркви. Маце на увертира, да не парафразирам, ќе се вратам маце со мојот почитуван колега, сега мора да го фалиме или не го фалиме, Паско Кузман. Ние сме работени во Заводен музеј, ние се знаеме уште како студенти од Белград уште во 70-тите години. Кој што беме, да не кажам, авантуристи по природа, тој ги откриваше праисториските пештери, јас пештерните цркви. Случајно шетаме по реката Бабу на 90-тите години и случајно наидоме на многу пештерни цркви. Тогаш ми дојде една идеја навистина да ги обработам, да поработам на тие пештерни цркви. Навистина не само со својата мистичност делува, немам зборови да опишам, се пренесувам така
визуално на оние наши пътешествия, на оние кои ќе речат паско, на оние тегалења по тие висини, тоа е на клисура бабина со стотици метра провали, жубари долу по тој кањон Бабу на реката и десетици монашки живееле што од времето на богомилите на попот Богомил. И навистина тоа ми даде една идеја, така не само се вроди, доживев, се соживев со таа идеја, да излезе на пат и мојата втора книга која беше пештерните цркви на бреговите од Охридското езеро на македонски и на англиски јазик. Овде, значи навистина убави книги, овде беа фатени, значи пештерните цркви на Охридското езеро, започнувајќи од село Радожда, па све до границата Свети Наум, до село Љубаништа. Интересни работи има вака само за нашите ценети гледачи, би покажале неколку фотографии, еве таа карта, значи кај се наоѓаат тие пештени цркви. Во оваа книга само да нагласам дека беа опфатени пештените цркви во кои има насликано сликарство, а не додека монашките живеалишта ги има и многу на овие брегови. Значи нас не интересира, започнаме од црквата во Радожда, па све до, видите како импресивен живопис, па се до кампот Љубаништа. Навистина, јас ќе мора да кажам неколку воведни делови и за оваа црква, посебно за калишта. Видите, само една кратко вертира би кажал за пештените цркви. Пештените цркви, господин Јован, и монашки живеалишта навистина зафаќаат едно значајно место во нашата културна минута на средновековната уметност на Македонија. Тие не биле примет досега на научната јавност, на големо проучување. Гледам да не се мешаме ниво туризмот, ниво нове што го викаме туризам, па не се така офатени, немаме гости да ги посетат. Тие навистина импресионираат не само за својата местоположба и начин на градба, туку навистина великолепни, чудесни се во начин на сликување со фреско живопис. Јас сум би укажал точното време на изградба на пештените цркви. Навистина со точност не може да се детерминира, но сепак ние мислиме дека тие се појавуваат во времето на доаѓањето на светите Климент и Наум на овие простори. Вие знаете дека Климент го оставил манастирот на Плаушник, посветен на докторит, лечебник, безсребреник Свети Пантелеймон, додека Свети Наум на најјужниот дел од Охридското езеро го посветил на светите архангели, војсководителите на небесните сили, манастирот Свети Наум. Свети Наум мора да се потенцира дека го основал првото монашко киновиско движење на Балканот. Значи тоа е постало и од Светогорското киновиско монашко движење, кое тие посебно живееле како монаси, но на 9-тиот час се собирали, заеднички учествувале во богослужба и јаделе. Значи тоа е киновиско движење. Местата и со тоа Свети Наум ги исполнил бреговите на Охридското и Преспанското езеро, кој ми беше потик за третата книга да одем и на Преспанскиот дел од тоа езеро. Тогаш, Македонија, цел Преспанско Охридско езеро подпаѓале под Охридската диецеза до 1767 година, до гинувањето на Охридската архиепископија. Но значи тие боговодници, местата на кои тие боговодници живееле со својот монашки подвижнички живот, на подоснежните исто така христијани ќе му послужат како свети места, на кои ќе ги изградат црквите и манастирите што ги гледаме денеска. Нов подем мора да нагласиме на монаштвото, доживаме во 14-тиот век, кога е теолошки се развија правец изихазмот, на кој победуваат тие изихасти, на чело со Григорije Палама и Григорije Ниски, и нивното начело било, значи све остави се, цело земно богатство, се жртвувајте, ќе најдете богатство на небото. Тие значи се повлекуваат во тие пештени цркви, ги сликуваат и доживотно стануваат, значи да дојдат што поблиску до Бога. Секој од пештените цркви, и вие сте учествували, нали сме били на повеќе наши емисии, вие знаете местоположбите му се високо, до 100 метри од земјата.
тие значи што поблиску до небото, до Бога да дојдат. И затоа ви кажувам, навистина за секоја црква, сега јас само зборувам, вие не знам те да ни поставувате можда прашања, но жалосно е да не ги запознаеме нашите ете ценети и ваши гледачи, што навистина би рекол сега малце поетски, што навистина денеска пештените цркви како да опустеа, како да се слуша само ете жубарењето на воите и шумот на ветерот, или на некој како нас научник или како вас неимар случајно да помине таму да го види тоа велелепно импресивно сликарство што нашите прадедовци оставиле през 700-800 години. Ете, ние заеднички направивме еден проект од јавен интерес, кога обработивме 8 или 9 пештерни цркви во Охридско. Тоа беше приликата кога и јас го друштвував на некој начин истражувачот на пештерните цркви и на лице место нели бев убеден во она што се нуди, односно оставениот духовен аманет од нашите прастари духовници бе во прилика дури и јас да ги видам покрај нели зборовите на стручно лице, кои што ете така, добро се сеќавам, малку повеќе се задржавте во пештерната црква во Радожда, таму без сомнение дури и иконографијата е зачувана, доста богата, представени се нели духовни дела кои што ете назначуваат еден духовен период, еден општествен живот во Република Македонија. Меѓутоа, рековте, поттик или може би подоцна ќе се префрлиме на албумот, зашто и за втората книга нели следеше промоција, па како сакате, или пак да продолжиме со пештените цркви, каде што ќе не однесете во поширокиот регион, во Преспанскиот, каде што допревте дури на грчко-албанска страна. Како што напоменав премалку, значи поттик на вистина беше импресиониран бев од ова фреско живопис, каде што се зачувани композиции од Стариот и Новиот Завет. Значи навистина велелепно сликарство. Мене ме копкаше она натрешно на маце сите го имаме авантуристичкиот дух во нас ние истражувачите, да видам и од таа страна на Албанија што има и од таа страна на Албанија на Преспанското Охридско езеро, бидејќи знаеме овие граници денеска што постојат не се мешаме во политика, се вештачки граници, дека значи до канонското укинување на Охридската архиепископија 1767 година овие сиве црковни пештеници ги припаѓаат под Охридската диецеза. Тие секој била. Значи до 1767 година, значи живеело таму исто население, исти зографи, исти сликари, исти монаси кои зборувале на наш јазик, на македонски, на словенски јазик. Дали ме разбирате? И тоа ми беше поттик да ја напишам, испадна подобри услови, тогаш мора да го пофалам колегата Паско Кузман беше директор, фатиме, да кажам сега, врски до амбасада Македонија, добив некако визии и дозволи да ги прошетам и пештените цркви значи на Охридското и Преспанско езеро. Оваа книга, како што гледате и на македонски и на англиски јазик, значи опфаќа пештените цркви во Охридско-Преспанскиот регион, Република Македонија, Албанија и Грција, и е интересна што јас се замислив како еден водич, кој ќе ми дојдете вие со вашите гости од Белград или од каде било од некоја странска земја, да ве поведам прво, го фатив патокосот, ќе дојдете кај мене, ќе се напиеме на кафе или по една ракица и ќе слеземе во пештената црква Свети Јован Канео од основно воведение на Богородица. И така ќе видите направив ево карта, значи започнувајќи од Канео, потоа доаѓаме од Канео па Света Богородица во Велгошти, потоа Свети Стефан Пантир, па Света Богородица Пештенска, Свети Никола Дубаништа и се префрламе на албанска територија. Интересно е Свети Јован Канео, долниот дел имаме остатоци на фрески од воведение, композицијата воведение на Богородица,
навистина 14 век живопис остана во фрагменти, но навистина многу значаен. И значи доаѓаме, сака да ви кажам дека секоја пештена црква си е приказна за себе. Само накратко би кажа за нашите конкретни цркви, после што откри во Албанија и во Грција, тоа ќе биде на крај. Што да речемете во Радожда, вие ми споменавте, нали, вие бевте таму импресивно сликарство има 13 век, посебно композицијата Чудото во Хона. Ќе бидам само краток, тоа е едно место Хона, каде што некој Ахрип бил свештеник и чувал црквата, посветена на Свети Јован Богослов. Но паганите, уште непокастаните, сакале да уништат таа црква и ги пуштиле мътните реки, води да ја уништат, но тогаш тоа е Чудото во Хона, доаѓа Архангел Михаил, на кога е посветена впрочем црквата. Архангел Михаил знаеме дека е војсководител на небесните сили и оне што ги зема душите. И интересно е што тој со копјето прободува во стената и реката мътните води се, значи не уништува црквата, туку пропаѓаат во водата. Таму исто така го откриме ликот на Свети Климента, што дотогаш не беше познат на западниот зид, лик на Свети Климент Охридски, на нашиот патрион заштитник на градот. Значи секоја црква специфично е. Потоа ете Свети Танасија да земе. Свети Танасија интересна црква е што, да ви кажам искрено, еве Богородица Велгошито, Светија Танасија е интересна црква што таму имаме па икони, викаме икони на како да кажам, на фреско икони. Тоа се, еве го тоа сликарство само за момент. Ево гледате, Света Варвара, Света Петка и Света Недела се представени во рамки. Овој начин на сликање го имаме во Кадрална црква Света Софија 11 век, значи не како фреско икони. Потоа доаѓа навистина импресивно сликарство, видите како е анатомијата на Исус Христос, распнувањето, навистина сликарство што не може, мислам, вон земјата, ке речеме, некој сликарство што вистина тие зографи од тоа време, 600-700 години, значи навистина имале визија како да го представат не само ликот на Исус Христос и на другите светители, туку да навлизат и во анатомијата, до детали, до мускулатура, до најмалситен детал на ликовите. Еве, например, потоа доаѓа пештерната во Калишта. Најголемо откритие што мора да кажеме во рождеството на Богородица во село Калишта, сте били и вие, ние откритието што досега науката, српската и другата наука, смета дека таму е насликан, еве го, ликот на Свети Сава Српски, ние растумачиме дека се работи за Свети Спиридон, Свети Спиридондијат, од денот тие што го слават кондураджиите, значи да го откриме. И најголемото откритие во Калишта ни се еве ликовите. Прво ќе го покажеме една мала фотографија на северниот зид, се насликани Свети Кирил, филозоф, и Свети Климент Охридски. Досега во досегашната наука се сметаше дека овде се насликани Кирил и Методи и така беше представено во науката. Но ние со подетална анализа, да не кажам со кварцни лампи, со конзерватори, успееме да докажеме дека овде пишува Климент Охридски. Тие овде пишува Кирил филозоф или Солунски, но тие место Кли не го виделе Кли, ме мисли дека Кирил и Методи. Ме сеќате, тоа е нашето најголемо откритие, што за прв пат, ова единствено, да не кажам во целиот свет, можам слободно да кажам, значи единствено во целото купното сликарство, започнувајќи од 10 до 20 век, да се представат по полукружна ниша, еден до еден, значи учителот и неговиот ученик Климент, воено и биографот на својот учител, како чинодействува свртен еден кон друг, значи навистина представа раритет воопшто, мислам, во светската уметност. До сега вакви примери не се откриени. Значи навистина има бројни, потоа следува црквата Свети, да се задржиме на Свети Спас Вишни, таму навистина велелепна црква и вие бевте таму, на 90 на метри подигната во карпист предел, таму што е карактеристика, таму еве представена е Света Богородица, сигнирана, подпишана како спилјотица, значи пештерна. Значи видите, секоја специфична се има црква, секој. Сега, ќе се вратим малци на црквите во Албанија, но би кажал дека зографите и овие монаси што живееле, тие секоја били анонимни. Нивната девиза била, не мора да ја повториме,
се жртвувате за животот и се очекувате од животот и животот ќе ви даде се. Кој ќе го освои животот? Значи го освоил најбогатиот град на сите светови и во тој град ќе најде поголемо богатство од она што окото може да го види, сонот да го сонува и срцето да го посака. Значи останували анонимни. Таков надпис ние најдоме уште во старите базилики 4 кохални Плаошник, 4-5 век, каде што зографите се подпишале ова го направија оние чие име го знае само Бог, значи останале анонимуси. Сега интересно е пак за Пештерната црква, значи нигде не откриме надпис, а то да ви кажам како и мојот авантуристички дух, јас кој ќе одев се прекрстував, Господи да не откриам надписа, кај јас да докажам прв од кога потекнуваат цркви. Иначе ако е напишал нешто, не е тоа интересно, самиот надпис пишува. Единствен надпис ние ќе откриме, имаме во црквата Свети Стефан Панцир, но и таму не се подпишани зографите или монасите кои живеат таму, туку во делот на Джакониконот е подпишани ктитори или помогнување, овој храм го помогна да се слика граѓаните од Велики Варош, значи варошани, од Шипок на Коњско и Горица. Тогаш постоело село Горица, ние имаме стари во музеј фотографии. Значи пак останува. И да ја нагласиме наша територија, црквата Света Богородица Пештенска, тоа е во градиште Камбот. Таму па за прв пат е друга карактеристика е што за прв пат се насликани еден до друг ликовите на Свети Наум и Свети Климент. Значи сакав да кажам, на ова наша територија секоја црква, секоја пештена црква има своја специфика. Може би кажал мат уште сега да се префрлиме на преспанскиот регион Република Албанија и Грција. Може нешто позна? Пак ќе погледнеме и дел од проектот Пештени цркви, каде што вие се проекте како автор. Односно, ете со нетрпение очекувам уште малку податоци за пештените цркви кои што ја преоѓаат онаа страна. Па да ви кажам, ние започнеме, значи, еве го делот, значи последниот дел во оваа книга напишеме за Преспански регион. Таму започнуваме картата, таму нали е поделен на Македонија, Република и Грција. Ние започнеме со на наша територија денешна, се наоѓа недалеку од селото Стење, па Коњско доаѓаат како последно македонско село. Има една црква последна Свети Петар и Павле. Навистина импресивна црква, како ја гледате, еден отворена дупка е, но навистина многу се измачиме, не можеме ни одозго да се качуваме, ни одозгоре, па после најдоме начин со јажина се спуштаме, не знаеме натре што има и навистина не се покаеме за тоа што бидејќи навистината имаше импресивен живопис. Навистина секоја има своја специфика, да не ви растумачувам кој што све е насликан, ние ги знаеме овие работи и потоа, значи интересно е што се случува, потоа веќе се префрлиме на албанската територија на Преспанска. Но преходно ќе молам ќе се повратам назад кога ја поминаме нашата граница на Охридското езеро, значи после Никола еве има тие на самата граница Свети Наум црква Пештерна, значи на Охридското езеро. Интересно е, мора да се вратиме, еве понова црква, но била стара, еве го се жура во Албанија како е сликан до еден бункер. Сега што е? На полуостров Врлин најдоме на Пештерна црква Свети Никола и сега едноумието на Енвер Оџако било, пештените цркви ги уништувале, ги претвориле во бункери. Сега му е дозволено, ете икона на Свети Никола, така ние извадоме од бункерот, ставиме, значи еве Охрид се гледа каде е Охрид, значи пештена црква тие ги рушили, ги претвориле во бункери. Мислам, маци импресивно, интересна е и ова пештена црква, посветена на Исус на Богородица. Видите, тоа е во некое село Раке кон Тирана, не водеа на самиот скоро врв од планината од 1000 и нешто метра височина. Гледате овој отвор, најдоме остатоци на фреско живопис кои го кажуваат смртта на Богородица, таа пештена црква. Тоа беше значи на дел на Охридското езеро. Еве сега значи да се префрлиме како што рековте на самата граница меѓу село Коњско постои едно село Туминец. Таму импресивна пештена црква, видите, со скали, да се кажувате дрвени скали, натре посветена со Света Богородица
и дури и во тој фреско живопис, кога ќе го видите на Мајката Божја, таа е посветена на Света Богородица милостива со малиот Христос, навистина велелепен фреско живопис, еве ова интересна и ова фотографија, гледате во крштевањето Христово, за прв пат Христос кај нас во Охридските цркви го немат без перизома, тоест гол е представен. Голем маж, а гол е, гледате, а перизома секоја тој покриен тој машки тел да не се гледа, значи навистина импресивна фотографија, виде како фреска живопис, Света Недела, Свети Танасија, значи овие зографи исто били од оваа средина, значи ова све потпаѓало под Македонија, мислам под Охридската диецеза. Значи се посветија неколку пештерни цркви кај Архангелчето, велелепен, мора нешто овде малце да ме објасним и на гледачите. Навистина ние кога отидовме таму, провали имат големи и гледате како што гледате овде самите пушчанци, значи од пусте селото, пушченци се вика. Господин Жура рече, вие сте првиот човек кој ќе влезе после 600 години. Еден пушчанец, не знам како му беше името, го се јавило на сон во ова црква кај Архангелчето да направи скали. И тој пред месец дена ги направи тие скали. Ние чест имаме и привилегија да влеземе први после 600 години. Значи овде е све провалија, преку железни скали, па има и други железни скали и откриме навистина еден велелепен живопис. На Света Богородица, видите, тоа е све од надиковите на Свети Стефан, навистина убаво. Убаво и прекрасно. Мислам јас сета имам и CD-ња и видеокасети, ова мислам само да гледате и да не зборувате. Најголемото откритие наше, уште ова да кажеме, беше на островот Малград. Тоа е еден остров оддалечен на околу 3 километри да југоисточно од Пустец и со кајче кој не однесува. Таму е интересно што тоа представува летната резиденција на македонскиот цар Самоил, му била ретна, имаше ѕидини и таму откриме навистина велелепни што досега ова црква Света Богородица била тема научна, тема на повеќе светски византолози, што е проучувале српски, грчки и албански, но на ние што викаме секогаш како духот, како ќе кажеме она реченица дека Свети Климент е заштитник на градот Охрид, го чува мирниот сон на охриджани и како закрилник навистина како да нава и на духовна благосостојба и сила да откриваме и навистина во секоја пештерна црква го открива неговиот лик. Мислам, мора да се пофалам, досега не откриен. Значи, биле тема на проучување, не ги виделе. Таму, за прв пат, ќе кажам и то свето случајно, вие можете да змислите што е пештерна црква. Прво, таа не е осветлена, нема светло. Ние сликаме само со свеќи и со убави апарати, ама не знаеме што сликаме. Потоа кога развиваме филмовите и фотографите, тогаш видиме дека се работи за Свети Климент. Еве она што викаме нешто што е писано. Еден водич беше од Корчанскиот музеј, колега мој Дамјан се викаше, вика, господин Жура, ова во олтаров да го сликаме. А еве вака беше првата фотографија, поставен скршен крст. Еве двата лика, не се гледа. Јас гледам, чекај да видам, му викам, ако сакаш да видам уште колку пози имам во филмов. Еј, уште две пози. А ако сакаш една вака и трни го крстов да ги сликаме вака. И да ги сликам. Верувајте, Охрид, кога гледам, ходот и го слика Климент Охридски. Да не ми излезат крстот. А ова е Лефтери. Значи, така почесто место му дале на Климента и Лефтери, иначе Лефтери е првиот епископ на Илирикум, тогаш Илирикум, од првиот век. Насликан во олтарниот простор со Свети Климент Охридски, нали знаеме дека Свети Климент е првиот епископ македонски, словенски на овие простори, значи еден друг толку почесно место. И така реков, затоа вие преходно кога ми поставувате тоа прашање колку открити имаме, не можеме да ги наброиме и не можам да доделам кој ми е поубаво од поубаво. Ете, сето тоа си предизвика нова промоција, нови предизвици и така натаму и така натаму. Не би било лошо од втората книга да го разлистаме албумот. Тоа втората и третата и така се работи за пештерните цркви. Кој се ви дојде на промоцијата и каква е реакцијата на читалачката публика? Како е прифатен вашиот научен труд? Зашто не ли констатиравме
Да. Првите писанија малку се разликуваат од ново откриени. Да. Видите, тоа на крај ќе стане збор, навистина сум цитиран. Еден од најцитираните стручњаци, мислам, на Балканот, ние тоа, мислам, и нескромно да го кажам на моја страна, моите книги веќе се цитираат, да не кажам, во многу далечните земји, сите стручњаци за овие нови откритија. Одма се префрлиме втората промоција се одржа 2000 година, исто така во Дома на култура Григор Приличев. Тогаш за прв пат беше и MX радио, значи во живо е коментираше до неговите слушатели. Исто така промотор ми беше тогашната директорка на Републичкиот завод, мојата почитувана колешка Донка Барџиева и доктор Димитар Пандев. Навистина убаво направено, самите слики покажуваат. Исто беа навистина ме почестија, освен градските отци, освен, да не кажам сега, јас не патам од оние комплекси, не сум политичар, али од оние функционери што го сакат, најповеќе ми се топена што дојдеа луѓето што го сакат пишаниот збор. Но навистина присутува и тројца академици, мора да кажам, значи академик Цветан Грозданов, академик Крум Томовски, што го изградија Плавошник, и академик Шотреанов. Значи навистина беше, да кажам, импресивно, мислам, промоцијата, целата сала беше преполна. Така фотографии од со академик Шотреанов, со академик Крум Томовски. Интересно е значи ова беше, видите, со моите драги колешки, со мојата керкичка, со мојата сопруга, што ми даде сила и енергија да работам на овие работи. Навистина дека не е лесно да се пишува за пештените цркви. Интересно е што овде ме покана и во Струга да држам промоција за тие пештени цркви. И видите, мислам навистина, тоа што Раде Кутановски беше градоначалник 2000 година, голема чест ми направи Стружани со својот однос, навистина има тие богаат односот према културата, да не кажам сега повеќе од Охриджани. Таа промоција за пештените цркви. Јас заборавив да кажам, пештените цркви на брегот од Охридско-Преспанскиот регион е посветив на македонците од Долна Преспа. И ќе видите 2-3 фотографии, ние направиме и во Пустец една голема промоција. Значи, ова се одржа промоцијата за таа пештен 2005 година, се одржа во кабинетот Бенекол во Ширванот, ние го викаме, во куќата на Робеви. Промотори ми беше почитуваниот Димитар Пандев и доктор Никола Наум Целаковски. Гледате фотографии од тие промоции. Навистина, луѓето сакат да присутуваат на промоции, сакат да научат нешто ново и беше поканет покани ми денешниот што е првиот градоначалник на Пустец, господин Едмунд Темелко, добар пријател, кој целиот мој престол му се заблагодарувам беше кај него во Пустец. И така натаму, значи, навистина убави спомени се случија. Само би кажал, кога промовираме, бевме и во селото Пустец, каде направиме неколку промотивни слики во нивната гимназија. Видите, нивната гимназија за чудо се викат гимназија Два покојника. Не знам што му значеше тоа, но направиме тие фотографии. Голема чест ни направија, значи таа книга дека ме посетив нив, 10 примеруци му дадов. Таму сме во гимназијата Два покојника. Јас, доктор Димитар Пандев, навистина за доброто на Македонија, така беме пречекани од градоначалникот, од Пустецот. Навистина импресивни работи што мора да кажам дека не се забораваат едноставно. А сега дојдоме веќе до другата книга. Четвртата е наред, предпоставувам, вие веќе пред малку ја спомнавте, станува збор, нели, за препишаното дело од турските видувања, ако ве разберам. Да, ние го зедаме оригиналот од 1906 година со почитуваниот професор доктор Стојан Ристевски и направиме, приредивме целиот оригинален текст
Овој познат беше текст на повеќе научници, но нема, да кажам, не сенс или не да речам храброст, дека интересна е ова книга, ние направиме по повод 905-2005 по повод 1100 години од манастирот Свети Наум. И наистина интересни работи имат, да не мешаме сега, таму ќе се најдат повеќе охридски фамилии, некои пофалени, некои кудени, како некои ете ги откраднувале вредните премити од црквите, па ги продавале во Австрија, затоа тоа се можда не се објавуваше, овде значи го даваме и оригиналот, све како е. Значи исто се работи за тој Козма Китиски, ова е тој ракопис што во првата книга го зачнаме само сосема малце, овде оригиналниот свет текст со стари фотографии на Охрид. Интересно е за ова книга, навистина убава промоција ќе видите направиме. Интересно е за оваа книга што се извинувам, интересно најдоме освен Кузма Китиски што пишувал во 1694 кога дошол во Охрид, тука е охридскиот архиепископ Јоасав како со своето послание и својот синод во Свети Наум тој решиле денот на упокојувањето на Свети Наум. Ние знаеме дека Свети Наум починал на 23 декември, стар стил или 5 јануари како го слават, да го префрли во 1728 година, да го префрли во јуни месец да се празнува, тоест јули, нов стил 20 јуни. Значи оригинални документи ги има причините поводот зошто го префрли тој празник. Значи навистина и ова симпатична книга што дава многу светлини работи за нашето културно минато. Петата книга посвежда исто духовно грандиозно дело. Малку коментари за неја. Ами, ова е, значи, христијанските храмови и свети места, ми излезе, ќе видим и тие фотографии, излезе во печат, значи, минатата година. Јас сакаве посети на моите родители Благоја и сакав и мајка ми го дана. Сакав да биде на 7 април и навистина се одржа во, ќе видите фотографии, во салата на свечаната сала во собраниот Охрид. Иначе мора да спонзори, да кажам, печатењето го поддржа градоначалникот Александар Петрески, на што му се заблагодарувам, и општина Охрид. Видите, ова е книга досега на охридските простори, на македонските, пак испани дека се фалиме, убава хартија, убава книга со преку 155 колор фотографии. Овде се опфатени сите цркви, значи од доаѓањето на Климента и Наума до 2000 година. Дали тие се опфатени и локалитети, значи од Арбино до Шипокно, тоа се 5-6 села во Охридска околија, на крајот со карта, видите, со карта, значи поделени црквите кој што од кој период е. Охридска околија гледате делува како Јужно-Латинска Америка, не? Значи, започнувајќи од Свети Наум до Турија, до последното село, значи вметнати се кој каде што има локалитет, дали тие цркви се правени по сон или за здравје или на стари култни места. Значи тука е све опишано во кој период имаме, значи од доаѓањето на Климента и Наума со црвена, демек црна буква османскиот период, па понатака природбата, па најсовремените цркви и манастири. Па вистина книга која ќе послужи, ми служи како водич на цела Охридска околија досега на македонските простори. Еве овде се напишани од Свети Наум, значи давани се по една црква за секое село, повеќе, и на крај се давани настикани капелици кои сега се градат или порано биле градени по сон. Значи наистина пак ќе потенцирам, голем труд овој беше, што ете се исплати нашата научна јавност доби уште едно, така да речем, грандиозно дело што навистина ќе остане меморисано сега за нашите поколенија. Значи навистина, пак повторувам, до сега во Македонија не е направена ваква книга. Ние секогаш се задржуваме за поголемите храмови, те за Света Софија, те за Свети Климент, те за ова, но за Охридската околија мора да потенцираме дека баш тие селски цркви, селската средина, таму е зачувано ядрото на македонизмот, на словенството, бидејќи во
црквите по градовите секогаш бил грчкиот клер, грчкиот јазик, а тоа дека овие надписи се сочувани на старословенско црковно народно македонско писмо. Затоа е важна ова книга. Албумот треба да се полни понатаму со свежи спомени и свежи промоции, затоа подоцна, меѓутоа да го разлистам добре. Па да видиме, еве, значи, значи таа промоција што се случи беше, значи, за предпоследната мора да кажам дека ова книга Митрополитски кодекс, дедото Тимотеј имаше сенс, разбирање, голема чест ни направи што не што со почит што ни дозволи еве да промоција извршиме во катедралата Света Софија. Навистина беше убаво, чест голема ми направија не само посетителите, ами и градскиот овој црковен хор, пееше многу убави песни, самиот амбиент, ние знаете, нали Света Софија служи како и мислам во Охридско лето за најголемите светски уметници со својата акустика, навистина, како што гледате, беше, мислам, велелепно така доживеано чувство, што еве со дедото, чувство што навистина го доживувате, немам зборови да го опишам. Другото е чувство кога зборувате за некој спомен на културата што 1000 години газите во него, држите промоција, навистина се пренесувате на не сите 1000 години кој што влегол натре, кој бил посетител, кој бил зограф на тоа наше светско културно богатство што навистина со прави, нали, Охрид го носите епитетот Словенски Јерусалим на балконот. Еве мојата последна промоција, ето заведен на 7 април, значи видите, во собрание на општина Охрид, навистина, ево, така ми почестија, мора да кажем, ете, директорот на остарете пријател, соработник, колега Паско Кузман, градоначалникот Александар Петрески, беше поканет, еве, Едмо Темелко, првиот македонец во Албанија, градоначалник, господин Јордан Племенич, нали, амбасадорот на Франција, и за среќа му тогаш беше присутен и директорот на УНЕСКО. Значи, нова промоција, навистина самите фотографии покажуваат едно дружење, една убава, мислам, неубави моменти на расположение на луѓе што навистина овие, да не зборам, во наше тешко време на економски и политички раздоблја, мислам, навистина овие се кратки моменти на почит кон пишаниот збор, кон културата, кон убавото нешто што останува за нас. И јас ќе кажам, ти кажам и некои реченици, би рекол, добро, на крај се фотографија од примањето на повелбата, но ви кажал колку пат наши колеги ќе дискутираме, абе жура како енергија имаш, се нема средства, тешко е денеска да се живее, што пишуваш она, и јас секој пат ти кажам на мисла, рекол времето на Селим II, тоа е 16-тиот век, средината, тогаш бил фундаментализмот, многу развиен фанатизам на турците, што рушиле све што е од градба цврста, сите цркви, само коли од дрвена граѓа да прават, но зачуваме еден надпис. Викат, кога и живите му завидуваа на мртвите, толку тешко беше, па пак останале документи за нашето собитие, за нашиот континуитет на македонци 2000 и нешто години. Дали ме сваќате? И затоа мислам, не ми представуват, мислам, ете, да придонесеме и ние дека делата остануваат после нас. Не е важно колку вложува, јас ќе повторам на реченица, не знам дали од Кенеди или од Тито или не знам од кој ти речите. Не е важно што дава државата, важно е што ти се должиш кон државата која те створила, која те учила. Истражувачкиот дух на Гоце Величе жура не мирува. Наповидок е нова книга, нови средби, нова промоција и што е најважно, нови откритија. Со оглед на тоа дека вашата 6-та книга веќе во фаза на печатење, вие знаете докаде можеме да одиме со откривање на тајната што всушност пишувате. За сега мислам нека остане, мислам не сме ние сме скромни луѓе, нека остане книгата е во печат. Мислам дека треба да излезе на поклад или на прочка, како веќе луѓето не викаат прочка, не поклади, мислам дека би требало
до тогаш да излезе да направиме на промоција. За сега мислам насловот не е битен, но натре навистина ќе биде за прв пат некои фондови или за тура што ќе биде, значи за опфатени ќе бидат и црковните поглавари на Охридската архиепископија, доаѓајќи од апостол Павле, па се до неканонското укинување на Охридската архиепископија. Книга што мислам навистина до сега не е правена на овие балкански простори, мислам од професионален аспект подржан со документација. Значи во таа книга ќе имаме еден воведен дел на историјата на Охрид од првиот век, дека ние знаеме дека јас така почнувам Охрид од кинатиот дел од рајот, мислам на земјата што Господ го создал на земјата, и почнувам со на македонска династија по пропаста на македонската империја, не пропаѓа македонската цивилизација, туку таа се броја, се вкајува во останува како талог на извор што ќе прерасне во Римската империја и Византија. Значи историски делови даваме до укинувањето 1767 година, кој шо владел и кој се што бил на архиепископскиот трон престол. И да се пофаниме, книгата ќе биде значи целосно и на англиски јазик. Много добро. Скоро беше господин Вергилиќ Жура кога беше еден научен собир каде на крајот откриштате и таму бевте со намера да презентирате ваши откритија, кога преку медиумите дознавте дека градот Охрид на некој начин ви обрна внимание со доделување на Свети Климентовата повелба. Како го свативте ова признание? Јас да ви кажам така скромно поднесо мислам на машина за куцање, реков ајде на повелба, така скромно напиша кој сум, шо сум, и веќе да не се прамстија, да не глорифицирам лично, јас заборавив на то. Јас имав една покана, прва научна средба во НУП Свети Климент во Скопје. Тоа беше прва научна средба, имаме задача, одма зборникот излезе, имаме задача за 4-5 дена да напишеме нешто ново за Климента, 10 страни. Навистина, најтешко е да пишувате за Климента, за Света Софија, за некој зошто. Па цел свет пишува за нив. Нешто ново да најде. Дали ме сваќате? Иначе не можеме, ке се изразам со на шоферски израз верглање, то пато, то истото, ме сваќате? И навистина беше тие кои ме покана директорот Волшевски, директор на НУП, Националната библиотека, која го носи името на Свети Климент. Значи ова е прва средба со еминентни доктори науки, Вера Антич, Милан Бошковски, Минуска, навистина врвни, и ме почестие што ме покана, и навистина најтешко требаше да направам како што тие ми напиша еден подвиг за Климента во рок од 4 дена, да го пуштам тој текст и веќе која ќе одиме на 7 декември да учествуваме, зборникот да биде готов. И вистина беше готов, дали ме свеќате? Ме послужи стреќа. Јас настапив, да ви кажам искрено, со малку познатите ликови на Свети Климент, и како што седиме, то ви покажал само 2-3 фотографии, еве го, тоа еве го. Значи во Универзитетската библиотека Свети Климент, ете го директор Бошевски, колешката Мартиновска, Милан Бошковски, доктор Јас, Минуска, доктор науки, Вера Антич, позната во наша средневека уметност, еве моето излагање, ево со мојата керкичка, со мои пријатели, и да ви кажам искрено, пред да започнам да зборувам, дори тогаш ми кажа дека и наистина во Охрид сум ми добил и Климентовата повелба. Јас ниту абер имам, ниту писмо, ниту известување дека сум добил, дека на 7 веќе јас бев таму на ова научна средба. После ќе стане збор 2 за тоа, но мора да се пофалам. Во овој научен труд, мислам да пофалбе, јас настапив со малку познатите ликови на Свети Климент, кои ги открив, ги споменив како увертира, да кажам, во Радожда, во Калишта ликовите, но најголемо откритие таму што го направивме, отруд беше на англиски јазик, значи навистина повеќе страни, учествуваше и отец Санџаковски. Најголемите откритија што беа, значи со овој дел на Плаушник, на Свети Климент, со моделот на градот Охрид, нашите откритија во Радожда, нашите откритија во Калишта, и секој пат, вие што знаете како професионалци, нашите откритија во Албанија на ликовите на Свети Климент, и секој пат кога се жура, како што секој човек кажува, на крајот го чуваше најголемото откритие.
Во преходни сознанија ја слушнам дека на островот Ахил, престолнината во Грција, престолнината на македонскиот цар Самуил, се наоѓа црква посветена на Света Богородица. Ете имаме за среќа преку врски, преку не оние врски што ги викаме маштни да се насмееме. Отидоме таму и ја сликаме. Таму го откриме сега, ете, на научната јавност преку вашата телевизија за прв пат, ќе ги покажеме фотографии, Свети Климент Охридски. Свети Климент Охридски, како Свети Климент, ова сликарство потекнувало од 14-15 таа црква, се извинам, но пресликана 1741 година. Кога одиме таму и сликаме со апарати, се вратиме на брзина, што е големото открите, еве детал за тоа. Видите, откриени се стотици ликови на Свети Климент. Но, тој секогаш е подпишан како Свети Климент Охридски, Свети Климент Дидаскалос учител, Свети Климент Тивериополски, Свети Климент Епископ, Свети Климент Велички, Дремвицки, Кутмичевицки. Но ние единствена лик што откриме досега. Значи пак испани само ние сме првите што на вистина и духот ни го дава Свети Климент да го откриеме. Свети Климент подпишан, видите, Климент, Свети Климент, архиепископ Охридски. Значи пазите, Свети Климент, архиепископ Охридски. Ево, да. Значи ова е прв лик на Свети Климент подпишан, значи денеска се наоѓа на Свети Ахил островот во Грција. Може би познато на грчката јавност и на другите научници, но то дали се криело не. Ете, ние имаме доказ, значи јас така на научниот собир настапив, нему му име даено почесно место, значи во олтарниот простор се слика најголемите отци, нему, значи му дадат, видите, значи ушеднички повторам, Свети Климент, архиепископ Ахридас од Охрид. Што е важно за ова? Јас затоа со таа моја научна теза настапив, се извинувам, може би ова значи дека на вистина Свети Климент е првиот архиепископ на возобновената Јустинијана прима, тоа е Охридската архиепископија, значи подпишан. И пред некој ден ми припадна зборникот на дедо Тимотеј Попов, 25 години, таму еден од познатите византолози на српската наука, иначе добар мој колега, Војко Суботич, најдов и таму во некоја црква се вика Долац, за жал во оние немири била запалена, и таму до ликот на Свети Сава Српски подпишен е Свети Климент архиепископ, но не Охридски. Значи сепак и овде архиепископ. Значи на две места досега во светската литература, тоа е фреско живопис, го наоѓаме Климента подпишан како архиепископ. Тоа сега, нали, како што реков, тоа е епископ во сите неови. Зато може би тврдиме, како што го најдоме Свети Наум, не бил монах, него архиерей, значи му дале поголемо достоинство, може би Свети Климент, зато викаме, е првиот архиепископ на возобновената Јустинијана прима. Навистина сето тоа, господин Гечин, заслужуваше признание. Градот ведарува со Свети Климентова повелба за 2007 година, што се надевам ја понесовте и со задоволство би ја виделе уз ваш коментар како ја примивте, како повелба, како едно признание. По природа јас сум човек, мислам, и смирен темпераментен, јас сум близнак, значи можам да бидам многу смирен, ме смирува читањето, можам да бидам темперамент со пун со енергија, но видите, на вистина прв пат јас се извинувам, неам, така сум роден, јас неам трема, неам од аудиториум, сум држал предавања, не знам некаде, неам, по природа сум таков. Но вистина, ако ми кажа, мацеко да ме не да ме тругна, не да ме натажи, не можам да ги опишам со овие зборови, искрен ќе бидам, на вистина ја сум добивал, сега да не се глорифицирам пак повеќе признание. Јас сум работел на повеќе места, да не ги сега кажувам сите тие работи, признанија, награди, но на вистина полно комјавија таму, на вистина веќе и таму беше присутна керкичката моја на моето излагање и врвни
беше потпора од Боцевски, беа замениците на отец Стефан, деканот на Кирил Методи. Прв пат ми затрепи гласот што кога почнав да го излегов на говорница да говорам, ми се вртеше умот дали е тоа можно дека сум ја добил повелбата на Свети Климента. Вистина многу ми значи. Ми значи во смисол што навистина имал луѓе што го прателе моите научни достигнувања на мојата работа, што е посветила скоро 27 години работам во Золати музеј. Навистина моите научни преку 60 научни трудови со 5-6 книги, навистина тоа е еден навистина голем број на напишани зборови, милиони реченици, нови откритија, навистина откритија големи и навистина бе возбуден сето мое говорење, таму беше како во сон, прв пат да ми се случи мене дека све му беше дали е можно поелбата на Свети Климент. Зошто? Видите, помно кога се врати во Охрид, после доби писмо, ми се јави мојата уважена сопруга Николина, рече доби писмо, утре е примање во Метропол, во хотел, ти видите и фотографии. И јас се уште не бев свесен, кога завршиме во Скопје, одма се качив, се вратив во Охрид, но интересно беше што видите, полна жура е доби наградата, не знам шо, жалостно во овие моменти мора да кажем, навистина немаштија на политички конфликти, на не знам шо да кажам. Навистина луѓето мисле само на награда, на материјално. Кога ми рекоа повелба, мора да образложам, награда е материјална. За моите колеги што се работувам, не сакам да ги именувам сега сите, не Никола Целаковски што пишуваат, навистина работам во една институција што на секој починува чест и задоволство. Моите драги колешки Данче Матова, нашата млада колешка сега магистрира етнолог Марија Канеште, на нашиот архитекта Горан Пачи што ми помогнува, значи на Мирка Иловска, на новата се директорка Тања Паскал и кој беше и Паско, имаме сенс разбирање. Ние не гледаме преку материјалното, све гледаме ние ова што гледаме благодарение на нашиот ентузијазам на овие години, да не кажам, не знаеме што трпиме дома жените, мислам за ова се што пишуваме, да се насмееме на истина, да имате подршка од семејството, посебно мојата уважена сопруга Николина, од мојата најмила керка Горандана, што е абсолвент бруцош на факултет. Тешко е да се пишува, знаете, тешко е во овие услови, тешко е за спонзорство да молите, тешко е сенс луѓето немаат ќе ви даат за секакви нешта да купат, но кој ќе рече за книга навистина, како мисли дека му е нешто најлошото, јас знам како ги барам тие средства. Но енергија имаме, работиме благодарение на тие мои колеги и колешки и да се вратиме на Климента. Видите, моци, да бидам сериозен, јас не добив повелбата. Да раздалбочам, значи материјално повелба во средновековието. Царот, патриархот, ти давале повелба, така да би да го предложиме и ова, Климентовата повелба е за мене чест во средновековието, како што царот ќе дава повелба на заслужен граѓанин, ветеран, научник, она була, златна була, она е ротолу свиткан, кој ги читале со печат, златен ударен, значи ти си заслужен граѓанин на овој град, си доприносол, дали во времето, дали не знам, од културата, или си заслужен граѓанин на овој град до животно и твоето семејство, што нешто се оставил за идните поколенија, белек, печат, неизбришлив трак од тоа културно минато за нас. Значи такви луѓе морало да има. И да ви кажам ова, нема да бидам нескромен ако ви кажам дека не, јас не ја добив повелбата. Повелбата уште на првата изјава таму во Метробол која ја добив, повелбата е добија, мислам, заслужни. Та повелба не е моја, таа е повелба на моите најмили, како што потенцира на мојата сопруга Николина и мојата керкичка Гордана. Зошто? На вистина се саможртвовале, потик, не психолошки, не материјален, не све, мислам, се одекнувале од многу нешта за да се постигна сите овие работи. Дали ме свеќате? Второ, таа повелба не му припаѓа само на моето уважено семејство. Таа повелба, мора да кажам, и припаѓа на вас медиумите. Зошто? Посебно навам, на ова ваша телевизиска куќа, Морис. Зошто? Па дека и вие секогаш сте ми ги прателе моите, сте биле сопати на моите научни откритија, на моите книги, на моите сознанија, нови научни откритија, да не повторувам. И на крај би рекол, на вистина,
си извинам, не, ова повелба припаѓа на сите охриѓани. Бидејќи, кој што реков, и денеска во вечерните часови, Свети Климент со фенер во раката го чуваме едни на охриѓани, значи повелбата припаѓа на сите нам, што ни дали волја, духовно, блаженство да твориме, да правиме, и ете како награда на вистина токму се погоди на 10 годишнина на истиот ден на Свети Климент да настапам во Скопје и да ми каже дека сум добро. И почнуваме веќе на овие години да веруваме на вистина не е ништо случајно, нешто и да постои. Сигурно. Така да. Ете ми ветивте дека ќе разлистам уште неколку фотографии. Да, јас кога добив писмото, значи на вистина беше во фотографии. Тоа беше едно вистина големо ниво, имаше повеќе гости од Италија, званици, и значи во хотел Метропол се одржа. Ете, првите фотографии кои не повикаја, значи Ладо Чинго не ги даваше. На вистина голема работа ќе ви покажам и повелбата и ни дадоа по една оригинал икона на Свети Климент. На вистина сега не само да го заштитува, значи сега и заслужи, значи домот е на Гоце Жура да биде заштитен непосредно од таа икона на Свети Климент. Еве, мислам, тоа добија и Ради Охрид, Бакрачевски докторот, значи на вистина една убава дружба со луѓе што на вистина ете со мојата уважена сопруга Николина, овде со градоначалникот и низ други примери, значи на вистина ниво на убави, види што е, еве овде да ја покажеме само повелбата, на вистина тоа е известувањето, некој ќе рече една обичен лист хартија, но вистина многу ми значи. Материјалното не, материјалното знаете, баш денес го слушав и Мухичко рече, не, ништо не носиме на оној свет. Дали да биле богатства, или милиони да имате, или не знам што, не, остановите дадата зад вас. Она што го спомена и онај кој било најтешко во турско време, кога рекол, не, подобро, мислам, живите му завидува на мртвите, а камоли опстоиле, па и денеска ние опстојуваме на ова. Би рекол, сега тежок моменти, но навистина убаво. Ете така, позборувавме, ние ќе ви посакаме многу признанија, паралелно да се движат со вашиот истражувачки труд и работа. Ми одминува времето, меѓутоа сакав само уште нешто да прашам накратко. Вашите истражувања веќе укажа што се крие на светло, кој ете денес американецот го негира. Токму тоа сакам да го прашам, беше дел од мојот вовед. Колку ќе се избори господинот Метју Нимиц сите овие работи да ги негира и да каже дека нема врска со поимот Македонија? Не, тој никога нема да се... Јас се сеќам и на зборовите од колегата мој почитан Паско Кузман, пак ќе го спомним, ако се сеќавате лани кога дојде прв пат Нимиц, кога рече Паско, добро, ние си сме ние, јас си сум Паско, ова е Македонија, Нимиц е Нимиц, така да си гледа работата. Видите, 2000 нешто години македонската историја обстоила. Ако ви затоа ќе е интересна мојата најнова книга, тука значи започнува од македонската династија, од прво формираните црква апостол Павле, видите Охридската архиепископија, Охридската архиепископија што е рожба македонската црква, видите, обстојувала со илјадници години. Таа е секогаш апостолска црква, таа е направена од апостолите Павле и Андреја. Нема може од лицето на земјата, мислам, нација, народ или црква да се избрише, не. Тоа. Баш во таа книга, во военниот дел на едно 13 страни пишувам историските прилики. Ако видите, посебно 12-тиот, 13-тиот, 14-тиот век, кој не го завземал Охрид Македонија, па ќе се чуете. Јас просто не можев крајот да го најдам. Значи, секоја година се менувале. Те крстоносците во 1885 со Боемонг, со Роберт Гвискар го освоиле Охрид. Па после по 2-3 години Никејското царство, па Солонското кралство, па Епирското деспотов, па турците, па србите, па кој не самостојно, па ете постоиме. Дали ме сведи, јас мислам дека ова ништо не може да се направи, тоа се нормални во политиката, иако не сум политичар, сум историчар, знам тоа како одат тие работи, што притискање од сите страни, јас, тебе, ти, мене, големите сили, знаете како е ова глобализација, но не, Македонија е и во таа книга не сакам да го оддавам тајните, библиска земја.
Според во книгата пишувам, ќе откривам само некои малку реченици, според книгата, според некои легенди. Македонија, вие знаете, во Библијата која ќе отворите на 303-та страна, пишува: апостол Павле имаше визија. Пред него стоеше човек македонец и му рече: дојди во Македонија и помогни ни. Апостол Павле помисли: Господ Бог не прати во Македонија. Според некои легендарни вести, самата Богородица по распнувањето на Синот Божи била во Македонија. Самиот Исус Христос бил во Македонија. Апостол Павле е првиот апостол, значи првиот апостол што првата жена што е покрстил, што станала христијанка, која е? Македонката Лидија. Значи ние сме Македонија, ќе кажам еден дел од мојата нова книга. Македонија и се дало Божјо право да ја проповеда христијанство, да го шири во сите европски земји. Значи од овде е почнато, да не зборуваме после за писменоста и словенство, за Климент и Наум и така натаму, да не зборуваме за Средновавата патриаршија. Значи земја библиска, прабиблиска, библиска со своји корени што не може, мислам, да се искорени никога. Значи имало многу илјадници завоевачи. Ви знаете, 500 години да биде под Турци, да биде под крстоносци, да биде под све. Па еве сега учи се викаме Гоце, Јован или Петар или Митер, ме сеќате. Много добро. Останува господин Ангел Ченжура. Крајно ви се заблагодарам што заевте учество во програмата на телевизија Морис, во отворената програма под закрило на актуелности, а мислам дека е вистинскиот момент, најактуелниот за се оно што си позволувавме. Од друга страна, ќе ни дозволите да ви посакаме уште многу енергија за нови творби, научни се разбира. Ви благодарам за честа, навистина, како да беше кратко времето, така поминаме пријатни моменти, навистина сега сум на пати за нови некои откритија, сега откриваме и навистина не да речеме Господ или некој кој да ни дава сила и во овие тешки моменти, мислам да имаме здрав дух, како што вика парно, здрав дух во здраво тело. Фала Богу, до сега не ни откажуват сенилноста за нас, за научниците до животна, и мислам дека навистина со овие наши нови откритија, не само во мојата област, туку областта во археологијата, во етнологијата, во историјата, навистина остануваме неизбришливи траги кои не може ништо, мислам, да ги спречи да се развиваат понатака. Тие веќе се расширени во светот и нема, мислам, сила што ќе ги уништи или што ќе направи ништо лошо. Не. Уште една благодарност. Ја благодарам. Почитувани гледачи, ова беше отворената програма на телевизија Морис под заткрило на поднасловот Актуелности. Ви сум благодарен што бевте со нас и ви посакувам пријатна вечер.